Добар ден. Добре дојдовте на денешново, ја не би ја нарекол промоција, поќе би ја нарекол разговор и дружење. И ова е втор настан посветен на некоја книга оваа недела во ГЕМ. Претходниот беше пред 2 дена, прирачник за радикалите на Сол Алински. Денес поводот ни е Хана Арент, извори на тоталитаризмот. Јас предпоставувам дека ваквиот интерес за денешниот настан произлегува од тоа дека просто Хана Арент е име, а и нејзиното дело се нешто без што не се може. Секој што е заинтересиран за она што го викаме историја, сегашност, политичка, општествена, културна, за да можеме тоа да го разбираме, Хана Арент ни е неопходен придружник. Велат некои луѓе дека без книгите не се може. Тоа е точно, меѓутоа има некои книги без кои па ич не се може. Мислам дека една од тие книги е токму Изворите на тоталитаризмот на Хана Арент. Она што ми се чини важно е да го кажеме на почетокот е дека е ова второ издание на Изворите на тоталитаризмот на Хана Арент на македонски. Првото издание е излезено во 1994 во прочуената едиција Идеи на издавачката куќа Култура. Таа беше излезена во првичниот дизајн на таа едиција, црна основа, црвени букви. Потоа дизајнот беше променет, меѓутоа значењето на таа едиција не се изгуби. Просто мислам дека таа едиција не запозна ни ги представи на македонски автори и дела без кои навистина не се може. И ден денес за многу работи, за многу прашања неопходно ни е да се консултираме со книгите кои излегува во едицијата Идеи. Мене ми е многу драго што издавачката куќа Култура се согласи заедно да го објавиме во второ издание. Поводот беше тоа дека во еден момент се обидовме да откупиме по книжарниците колку што можеме примероци од Изворите на тоталитаризмот на Хана Арент. Излезе дека изданието е распродадено, тиражот го нема. И затоа одлучивме да го повториме. И оваа книга, како и сите други книги што последниве години ги објавува Фондацијата Отворено општество Македонија, не е комерцијално издание, значи не се продава. Иако пред 2 недели ми се случи на едно од тезгите кај што се продаваат еден вид антикварници, еден собственик ме праша колку пари, која е цената на оваа книга. Погледнав книгата на Ендрю Росос, Македонија и македонците. Па добро викам, ова не се продава, ова е бесплатно. Па викам, мене ми го продаде за 350 денари. Не знаев дали да се радувам дека постигнала така висока цена со оглед на македонските услови или да го натерам да го најде и да му ги земе парите назад. Но сеедно. За почеток сакам уште една работа да напоменам. Ние се обидовме да го пронајдеме и да го доведеме преведувачот на книгата, Фидан Јачовски, за кого знаевме дека живее во Австрија, ама не успеавме. Така да, за тоа ќе ни простите. А јас ќе почнам токму од една реченица која ми се чини дека
je на некој начин може да биде констатација или предизвик за разговор. Фидан Јачовски во својот предговор, кој е објавен на почетокот на книгата, нормално, Тоталитарното огледало на Хана Аренд, има една реченица, вели: иако денес тој феномен, мисли на тоталитаризмот, веќе не изгледа толку актуелен како некогаш. 94-та. И може би нашите соговорници, односно воведничари, во она што ќе го говорат, ќе се обидат да одговорат на оваа теза, да ја потврдат или да ја демантираат, па потоа можеме да одиме понатаму. Значи, Катерина Колозова, Сонја Исмаил, Горан Јанев, претпоставувам дека ви се познати на сите. Нема да спомнувам какви научни титули имаат. Меѓутоа, едно е сигурно, дека и делото на Хана Аренд им е одлично познато. Веројатно им се неверојатно, сигурно исто така им се познати изворите на предизвикот за Хана Аренд да се занимава со ова прашање. И уште една работа би сакал да поставам, се разбира, тоа не е задолжително прашање. Има уште еден елемент кај Хана Аренд, уште еден момент кој ја издвојува. Би рекол, прави од неа еден исклучок кој за жал не е правило. Значи, покрај сите неизини дела, Ајхман во Ерусалим, за револуцијата, човечки услови и така натаму, кои чекаат да бидат преведени кај нас, има еден важен момент. Кога Хана Аренд за списанието Њу Јоркер известува од процесот во Ерусалим, таа е изложена на жестоки напади од дел од еврејската заедница. Зошто? Поради тоа што тие тоа така го оценуваат, таа всушност покажува разбирање за злосторникот. Хана Аренд очигледно не се уплашила од тоа. Овој дел од нејзиниот живот е тема на филм Хана Аренд, кој неслучајно го направи Маргарет фон Трота, една од најхрабрите, би рекол, режисерки и режисери генерално, која го направи филмот Бадер Мајнхоф, ги направи Оловните времиња и така натаму, се занимаваше со најболните теми на германското општество. И тој филм сега пред неколку дена јас не бев тука, не успеав да го видам, се давал во Кино Фросина во рамки на недела или денови на германскиот филм. И таму има еден момент, тоа ми го раскажа, кога во една шума или парк, кај што таа се шета, доаѓа автомобил во кој има 4 агенти на Мосад, кои ја предупредуваат дека предалеку отишла. И нејзиниот одговор, повеќе ми го раскажа, бил очигледно државата Израел има премногу пари, што може да плати 4 агенти на Мосад да дојдат за да ми го, дури ваму за да ми го кажат тоа. Сега кажам дека изгледа дека кај Хана Аренд има единство во две исклучително важни работи. Храбра во своето дело, ама храбра и во својот живот. И мислам дека е тоа нешто што нејзе исто така ја издвојува. Ние сите сме читале книги од луѓе кои на пишувањето на зборот биле храбри, меѓутоа во својот личен живот, во својата приватност биле конформисти, опортунисти, плашливци и така натаму. Јас тука би завршил. Дали некој би сакал да го отвори ова прашање за релевантноста, за актуелноста
за важноста и на поимот тоталитаризам и на тоа и на книгата која се занимава со тој поим. Е ли тоа заборавена, застарена работа или не, или е подеднакво важна за нас, како што била кога книгата се појавила. Книгата инаку одамна појавена, колку има, 40-50 години, веќе и не знам. Така, повеќе од 50. Кој ќе отвори? Добре, пред себе... Да, не треба да гледам сексистички, мушки, женски. Пред себе почнал со тоа што би дал сугестија за самиот наслов, кој што е клучна работа за да се разбере делото во целост. Мислам дека е направена можеби грешка или превид. The Origins of Totalitarianism. Јас мислам дури дека има директна референца со Дарвиновото дело потекло на видовите и дека би посоодветно би било да зборуваме за потеклото на тоталитаризмот, толку за изворите на тоталитаризмот. Таа несомнено внатре зборува и наведува на малце како да кажам, стил на Германска академија, повеќе што наликува на 19 вековно пишување, долга една мисла и реченица и меандрирање низ текстот, но сепак се обраќа и наведува индикатори внатре, кои што таа после без некаков чек-лист, без некаква посебна систематизација ги обработува и паралелно прави компаративна анализа и на болшевизмот и на односно сталинизмот, подобро кажано, и на Хитлеровото владење на нацизмот. Но суштинско е да се свати дека зборува за потеклото на тоталитаризмот, бидејќи ова издание е нецелосен превод на оригиналното дело. Оригиналното дело содржи уште два дела, подеднакво долги, кои што зборуваат за првиот дел е за антисемитизмот, вториот дел е за империализмот. И кога ќе почнете со првата реченица од преводот од незиното дело, наеднаш ќе наоѓате малку затекнете, бидејќи брзината со која што ве воведува во темата е наеднаш треба да влезете во ритам кој што е не започнува од нула, туку веќе има дадено движење. А тоа е затоа што токму се работи само за третиот, последниот дел од тоа дело кое што она го замислила како потекло на тоталитаризмот. Ово го кажам чисто како збогатување, мислам дека е неопходно како коментар, не е критика на она што е постигнато како превод, но мислам дека е неопходен коректив за да имаме подобар увид во тоа што таа сакала да ни го пренесе. Од таму, доколку видиме дека таа зборува за потеклото на тоталитаризмот и не случајно го сместува на крај токму овој дел кој што ние го имаме сега како превод, како само дело само за себе, кој што мислам дека не може така да стои, подобро ќе сватиме што сакала, што имала на ум. Значи, таа и низ текстот и на посебно во последниот дел каде што мислам дека дефинитивно брилира како политички филозоф, последната секција во книгата, каде што е растеретена од давање примери, правење компаративна анализа и се осврнува на суштината на оно за кое што зборува, која што нема да ја откриам сега. Секако во дебатата, во дискусијата ќе зборам и за тоа што мислам дека е најсуштествено, но да одговорам прво на предизвикот од ваша страна, дали е релевантно за денес. Да, токму затоа и почнам со ваков вовед, бидејќи таа зборува, мислам дека идејата е за каде се движи човештвото. Го гледа токму и заради тоа, мислам дека прави директна алузија со насловот на Дарвиновото дело, потеклото на видовите, до каде сме стигнати ние, бидејќи зборуваме за момент после Втората светска војна. Некој 4-5 години го пишува, некој 4-5 години по смртта на Хитлер и падот на нацизмот и додека Сталин се уште жив и многу витално убива. Таа прави преглед, не застанува, ни нуди да застанеме, да издишеме и да погледнеме до кај сме стигнале како човештво. Таа воведот на своето дело од 67 в некој преиздавање на текстот, во оној дел кој што е, бидејќи таму дава вовед за
и за и за антисемитизмот, и за империализмот, и за овој дел за потеклото на тоталитаризмот, таа вели во еден век една генерација помина две војни, поминува постојано низ локални војни, непрестојано се требиме со некаков си порив, и таа за тоа збори, за тоа што е во човечката природа, каде сме стигнати и како сме стигнати. И мислам дека предупредувањето кое што таа всушност крикот кој што го испушта да не алармира за можностите на тоталитарното општество кое што не се исклучени со падот на нацизмот и со тогаш непредвидливиот, невозможно предвидливиот пад на сталинизмот, кој што допрва и расте како на светската мапа како појава општествена. Така да треба да го читаме ова дело, мислам, како историско дело, да, секако, но релевантноста за тоа до каде сме стигнати преку соочувањето, преку огледалото на тоталитаризмот, кое што ни го нуди Хана Арендт, е навистина суштинско. Сега, ако сакаме да ја спуштиме топката кај нас, мислам дека таа прави јасна дистинкција помеѓу што е тоталитарен режим, како крајна цел, таа зборува кои се предусловите. Значи, ви треба мноштво на луѓе кои што ќе можете да ги требите, затоа што тоа го движи движењето. Ќе читате, мислам, тие што не читале. Другите ќе се подсетите, и дека таа вели за тоа се неопходни големи држави. Дури Германија е мала и затоа нацизмот се го отфрла дури и на националното како идеја, туку зборува за раса и збори за историска мисија, односно за природна мисија, за создавање нова раса. Националсоциализмот во својата суштина дури не се ни занимава, нити не се ни ослонува на германците дека се навистина тоа што ќе ја донесе новата раса. Тие се само дел, елемент во играта. Многу германци биле жртви на нацизмот и тоа не престанува, бидејќи постојано се отвараат кругови на оние што треба да бидат елиминирани, за да движењето продолжи да се движи напред. Значи, таа ни дава јасна дистинкција. Тоталитарното движење треба да го сватиме токму така, како тотална идеја за тотално владење со светот, и тоа не е можно. И постојано не подсетува за разликата помеѓу тоталитарно движење и она што е тиранија или диктатура, познати форми кои што сме ги доживувале во 20. век, а веројатно ги живееме уште и во 21. век. Сега доаѓам до кај нас. Значи, можеме да збориме, да бараме тука индикатори, да бараме методи и начини на владење, кои што секако не се до танчина применливи, поради, ако ништо друго, поради малобројноста на населението на оваа земја. И поради тоа што не ги гледаме тие вистински индикатори првични на елиминација, дехуманизација и прогласување на луѓе како основна пречка за остварување на некаква мисија, но гледаме некои други елементи, јас барем можам да видам некои други елементи, кои што може да ги препознаеме во оваа книга, кои што веројатно се прирачник на некои владетели, како методи на владење, а тоа е пред се замката и грешката што ја гледам каде што запаѓа нашето општество, а тоа е воспоставувањето на етнократскиот режим. Значи, тој не е тоталитарен во овој смисол, за кој што зборува Хана Арендт, но е страшно, мислам, е застрашувачки, бидејќи индикаторите се околу нас, ги гледаме на секаде, ги гледаме и ги градат околу нас сите тие маркери на етничко подвојување, во општество во кое што граѓаните се сведени на категорија етничка и во кое што таа етничка категорија е примарна категорија за општествена диференцијација, кај што се друго избришано, Хана Арендт зборува, се брише класа, се брише се обезличува целото тоа, и кај нас немаме тотално обезличување, туку имаме вкаменување на етнички блокови, што овозможува, повеќе го сметам тоа како фукоовски момент на говерменталити, на управување со едно општество, кога ќе ми ја дадете замката на луѓето да се препознаат неопходно, нужно, единствено како припадници на етничка група, па потоа како политички битија или како граѓани, како приватни битија, тогаш им се овозможува на владателите да манипулираат со вас, и тоа мислам дека тоа е тоа што се случува со нас. Така да има сличности и паралели, би одговорил накратко, да престанам да зборам и да оставам простор за другите соговорници,
но мислам дека не треба да претеруваме во размислата колку е тоа исто или слично и да не се плашиме дека истото ни се случува на нас, но треба да се плашиме од она што ни се случува на нас. А за тоа може да ни помогне Хана Аренд. Благодарам, Горане. Ајде, Сонја. Благодарам како прво на поканата да бидам дел од промоцијата на ова изворено важно дело. Би сакала само да се надоврзам на она што Горан го спомна, тоа дека тоталитаризмот, идејата на тоталитаризмот, големата идеја на тоталитаризмот за тотално завладување со светот не е можна. Сакам да кажам дека тоа не го прави него помалку веројатен, особено не неговите најразлични облици и форми кои што ги забележуваме или ги сведочиме низ историјата. Добро, да одговорам на прашањето на Владе. Да, мислам дека книгата е поактуелна од кога и да е. Самата оваа книга може да ни помогне да го препознаеме повторното раѓање на форми на тоталитаризмот на меѓународно ниво, на глобално ниво, поаѓајќи од некои наши комши како Турција или Унгарија, индиректни комши, до браќа Словени како Путинова Русија. Тука можеме и самите себе да се сместиме, можеме да сместиме и Србија, но можеме да сместиме и голем дел од западните општества кои што претендираат дека се демократски. Зошто на кој начин можеме да препознаеме дека само претендираат или користат маска на демократија, а всушност внатре се одвива една форма на тоталитаризам? И тоа, навистина во демократија кои што ги сметаме за напредни, се уште се сигурно понапредни од нашата, во препознавањето на тие механизми ни помага токму книгата на Хана Аренд, затоа што ни објаснува како тоталитаризмот ги користи механизмите на демократија за да се инсталира себе си како тоталитаризам. Дека успева да изгради реторика на ултимативната демократија, каде што вие него ни ловите поместувањето, лизгањето на дискурсот. И веќе не ни препознавате дека е друга реторика. Освен, како што таа вика, ретки луѓе кои што стануваат во комуникација со реалноста или стварноста. Еден од централните делови кај Хана Аренд е дистинкцијата меѓу оние луѓе кои што одбираат да живеат во илузијата што ја креира тоталитаризмот и илузијата, наративот на тоталитаризмот и создавањето лажен универзум кој што функционира сам за себе како самодоволен, затворен во себе си универзум е всушност главната алатка на сите форми на тоталитаризмот и тоа е тоа што го обединува, што ги прави слични или истоветни и болшевизмот и нацизмот според неа. Значи, буквално објаснува дека главниот механизам, како се вика, полуга, македонски, лост, спрега, на секој воспоставување на тоталитаризам е точно потиснувањето и укинувањето на стварноста, на реалноста. И тука, значи, сршта на нејзиниот аргумент е филозофска, овде, и во тој дел ме потсеќа на Маркс, кој што инсистира дека капитализмот функционира на принцип на алиенација од сопствениот труд. Иначе интересно кај Маркс не се инсистира толку на материјално, колку на реално и физичко. На таа категорија инсистира и убивањето, значи на инстинктите на преживување кои што доаѓаат од диктатот на физичкото. Истото го зборува и Хана Аренд, тоа е да речеме филозофското јадро на нејзиниот аргумент и мислам дека е тука во право. Ние многу често себе си се фаќаме како викам добро, како е можно ова лудило, како е можно ова лудило да иде до бескрај. Можно е затоа што е методолошки совршено изведено. Тоа така функционира тоталитаризмите со бесконечна експанзија на лудилот и што полудо, тоа постабилно.
Тој механизам го објаснува Хана Аренд во книгата и според мене тука не би се согласила со тебе, Горан, ја не ја сметам оваа книга за историска, туку за мене оваа книга е врвно дело на структуралистичка анализа која е предходница на самиот структурализам. Меѓу другото, не само што ги објаснува, значи структуралистички елементите кои што го произведува, тоа е едно цело, наречено тоталитаризам, и кој што можеш да ги извадиш од еден контекст, историски и географски, и да ги ставиш во друг, и повторно ќе функционираат совршено како машина на објаснување. Значи, имаме структуралистички производ, според мене. Значи, не само тоа, туку нешто друго, тука се согласам со тебе, но тоа е повторно структуралистички момент, споредбата со Фуко. Значи, она, или Батлер би ја ставила јас тука, инаку интересно, на Батлер титулата е Хана Аренд Scholar, механизмите на субјективизација. Значи, на повнатрешнување на идеологијата, на тоталитаризмот. И тоа што ни го открива Хана Аренд е точно тој механизам како оперира, таа операција како се одвива на повнатрешнување, на субјективизација, како во едно општество се произведуваат тоталитарните субјекти. И сега тоа што е депримирачко, и затоа не ја сакаат Аренд, многу никогаш не носи добри вести ниту за левите, ниту за десните, очигледно, ниту за своите, ниту за евреите, ниту за нацистите, затоа што секојаш инсистира на комплексноста на секое прашање и одговор. Истата контроверза како со Ајхман во Ерусалим. Хана Аренд ни објаснува дека всушност инсталацијата тоталитарна на еден тоталитарен државен апарат не е екстерна сила која што некому му се наметнува, туку почива токму на масите. И ако забележавте, концептот на маса го развива, го разработува од почеток до крај во книгата. И значи почива токму на масите и повнатрешнување на сршта на еден наратив на тоталитаризмот, и тие што ја одржуваат. И затоа што поголемо угнетувањето, тоа помала можноста на масите да реагираат со бунт или што и да е. Значи, значи суштината му е тоа, Лакан што би рекол, death drive на тоталитаризмот. И тој нагон на смртта буквално кај поединците е разбуден. И на тоа, нели, имаме два принципа: задоволство, сексуалноста и нагонот на смртта. Очигледно овој нагон, кој што е еднакво силен како и оној другиот, спротивниот, е тој што го одржува тоталитаризмот, и значи повеќето, освен оние што не се отцепени од реалноста, што би рекла таа, голтат наративот до степен на самоуништување. Вика, многу интересно, вика, обичен граѓанин во тоталитарен систем е пофанатичен од, вика, еден језуитски свештеник. Објаснува дека е тоа затоа што буквално масите, и сега тој концепт на маса го разработува, масите имаат глад, како што вика, за доследен наратив. И потребата за доследен наратив е посилна и од нагонот за преживување. Затоа можете да ги фанатизирате масите до бескрај, затоа што оваа потреба, оваа глад е посилна од што и да е. И објаснува повторно дека тоа се случува само во буржуаскиот или постбуржуаскиот свет, односно потребен ве капитализам, буржуазија и што вика атомизирана единка за да произведете маси. И заради тоа е малку депримирачки. На крај, ќе завршите со читањето на книгата, се чувствувате малку депримирано. Изгледа како да е безизлез во прашање, но мислам дека ако се вратите на незините структурни аргументи, ќе видите дека има таму клучеви на решение.
а тоа е воспоставување на јазик кој што кореспондира со стварноста, затоа што оној другиот драйв исто на преживување, колку и да го убивате со нагонот на смртта, сепак постои и се во контрадикција и се паралелни, тоа е едно. И друго, нејзиниот аргумент дека потребни ви се маси, разслоени маси, или атомизирани единки, одговор на тоа би било за спротивставување на било каква тенденција од тој тип тоталитарна, потребни ви се групи на луѓе кои што се препознаваат во определени форми на класи, да ги наречеме, или стратуми општествени, но мора да имаат дефиниција како група, за да не се атомизирани единки кои што конституираат маса. И мислам дека тука лежи клучот нејзин на проблемот што го поставува со тоталитаризмот и одговорот на тоталитаризмот. Дали уште некој сака на оваа тема? И би замолил уште една работа. Ако јас сваќам, постои разлика во разбирањето на Кате и на Горан во тоа колку едниот и другиот сметаат дека апсолутна вистина тврдењето на Хана Арен дека тоталитаризам не е можен освен во огромни, големи, повеќе 10 милионски и така натаму. Некако има впечаток дека Кате... Не, маси, во смисла маса можете да имате и на многу мала територија, тоа е структурна категорија. Значи не е класа, не е општествена група, туку е маса. Колектив на атомизирани единки, кои што не се дефинирани класно или било каков колективитет, не знам. Феминистки, ЛГБТ, што и да е. Значи, таа дефиниција веќе помага да не се маса. Значи, тоа е концепт и нема врска со територија. Инаку, да, има кај што прави дистинкција меѓу диктатури и тоталитаризам и инсистира дека тоталитаризмот во вистинска форма се случува на големи територии, но не зборува за маси, за бројност на луѓе, туку... Не, Русија ја дава таму. Индија и Кина како единствени можни да Тоа ги дава во на поголемото издание, се извинувам. Не, и во ова го има. Да. Индија и Кина се спомнати и во македонското издание. Да. Да, но мислам дека не е тоа суштината, бројноста, затоа што спомнува, нели пред тоа, да, тоа мене беше интересно откритие дека ние во Источна и Централна Европа си имаме традиција на тоталитарни режими. И ги имало и пред Втора светска војна. Изборува за сите тие мали диктатурички источно и централно европски за кои што ја не знаев искрено. Мислев дека се нова појава овде. Инаку, сепак тоа се само градации на истото. И диктатурата е форма на тоталитаризам. Ајде, во зачеток, потеклото, the origins are there. Мислам дека за потполно исто, дека дури е тоа техничка дистинкција, некоја терминолошка, не е суштинска според мен. Јас би подсетил на моментот каде што она прави дистинкција помеѓу толпа и маса. Толпата нема идеја за политичко делување. Толпата е гладна, неорганизирана орда. Масата има свесност за потреба од политичко действување. Не го има артикулирано. И токму тука тоталитарниот режим успева таа потреба за некаква артикулација да ја изведе до абсурд со токму поништување на било какво конкретно политичко делување. Затоа се целите во далечна иднина, низ милениуми. Затоа е задачата историска или природен тек на нештата кај нацизмот, а историска кај мислам такозваните марксисти. Сталинизмот кој што е крајна девијација. Јас мислам тука е друг мојот, после ќе збориме за тоа. Колку може да се споредуваат и колку треба да се споредуваат едното со другото. Но она што е клучно е убивањето на можноста за индивидуално постоење. Тоа е успехот на тоталитарниот режим како што она го гледа. И затоа прави разлика помеѓу диктатури и тирании и тоталитарно движење кое што има за цел да завладее со светот,
луѓето, единките, индивидуите ги снемува, тие само имаат една задача, да ја исполнат историската или природната цел. Тие само мора да се движат кон крајниот резултат. Тие не се повеќе поединци, тие веќе немаат повеќе политички интереси. Тие не постојат, тие не се луѓе. Тие се дел од една поголема, повисока мисија низ која што тие се само двигатели. И токму заради тоа се убива во целост било каква идеја за политичко делување. И заради тоа, она кога ги кажува механизмите на владење, тоа го кажува. Имате еден прекрасен пример како успева тој механизам во Германија. Имате поделба на федерални републики, имате поделба на региони, имате поделба на градови. СС единиците, распределбата територијална не одговара на таа поделба. ЕСА единиците не одговараат на таа територијална поделба. Самите министерства, нивната поделба не одговара на таа територијална поделба. Кога ќе погледнете мапата на овие слоеви на владење, испаѓа дека таа карта на Германија има 16 мапи. Таа конфузија, таа несигурност, тоа незнаење и единствено повинување на волјата на водачот кој што ја знае мисијата, волјата, не наредбите, за тоа зборува и она тука. Нема директни наредби. Вие знаете дека евреите не се добри, не треба ви каже ништо поише, имате пиштол. Не треба ви каже иди утепај ги 5 евреи. Вие имате пиштол, волјата на фирерот ја знаете, фирерот ве води кон крајната мисија. Вие веќе не сте, вие сте само инструмент на остварување на таа цел. Нема тука политичко битие. Тоа е она кај што зборува на град, кај што викам дека брилира политички. Кога зборува дека идеологијата не е наука за идеи, туку е логика на идеите. Логиката на идејата на тотализмот е токму во тоа. Целосно, тоа е оној прекрасен дел од оваа книга, ако немате време прочитате го само тоа. Мене кој прашате, друго да се историски примери. Кај што прави дистинкција помеѓу, како вели во преводов, самотништво, осаменост. И да се биде сам со себе. Сам со себе е категорија во која што комуницирате сам со себе, двајца сте, не сте еден. Дава примери од филозофија и така натаму. Осаменоста е се чувствувате сам. Самотноста е кога сте сам. Но она вели, ништо од тоа не ни треба. Вие не постоите. Тогаш сте инструментот, совршениот инструмент на тоталитарната мисија. И мислам дека оттаму е битно да се направи таа дистинкција и затоа викам дека има разлика, бидејќи не е исто граѓанското општество денеска и граѓанското општество кое што Хана Арент имала можност да го обсервира историски. Може ли ја да прочитам? Нема колку некои работи се сепак исти. Сега, помалку да е подинамично да... Имаме ли време, или? Имаме. Одма би ставил уште еден предизвик. Мислам дека не можеме да ја водиме дебата без две работи. Прво, мораме да се осврнеме на пропагандата. Да, тоа сакам. Одлично. И дури мислам дека прашањето на она тука го дава као најуспешен пример, најефикасен инструмент на нацистичката пропаганда, примерот со заговорот на сионските мудреци. Иначе беше, јас го спомнав тоа пред 2 дена овде, пропагандата. И второ, мислам дека може да биде добро ако не го истераме целиот наш разговор овде, па потоа дојдеме на прашања и коментари, туку ако после ова отвориме веднаш можност за коментари, прашања од условно речено публиката, бидејќи мислам дека никој овде не е публика. Ајде. Само да не е долго, малку прекинете, мако е долго. Вика вака, со други зборови, инаку тука ги споредува нацизмот и болшевизмот како тоталитаризми, затоа сметам дека дали е во зачеток развој или воспоставен во таа низината смисла на зборот, кај што инсистира на технички дистинкции, дека не е толку суштинска за аргументот. Вика вака, со други зборови, вистина е дека масите се обседнати од желбата да побегнат од реалноста, заради тоа што во својата суштинска бездомност
како феноменолошки поим, повеќе не можат да ги поднесуваат незините случајни несватливи аспекти, но исто така несватливи случајни, заради тоа се сакат наративи на доследност. Но исто така е вистина и дека нивната желба за измислици има некаква врска со оние содржини на човечкиот ум чија структурална доследност е супериорна во однос на самата појава. Бегството на масите од реалноста е осуда на светот во кој тие се присилени да живеат, а во кој не можат да постојат, бидејќи коинциденцијата им стана господар од највисок ранг. Ке скокнам, револтот на масите против реализмот, здравиот разум и сите веројатности на светот беше резултат од нивната атомизација, од нивното губење на социјалниот статус, со кој истовремено го изгубија и целиот сектор на општествени односи во чии рамки здравиот разум има некаква смисла. Тоталитарната пропаганда, пропагандата. Тоталитарната пропаганда може претерано да го навреди здравиот разум само таму каде што здравиот разум ја загубил својата валидност. Пред алтернативата да се соочат со анархичниот пораст и тотална арбитрарност на пропаѓањето или да се наведнат пред најнепоколебливата фанатично лажна доследност на една идеологија. Масите веројатно секогаш ќе изберат втората и ќе бидат подготвени за неа да плаќат со индивидуални жртви, и тоа не затоа што се глупави или расипани, туку затоа што во општата пропаст ова бегство им дозволува минимум самопочит. Значи, вака се одржува тоа, вака се повнатрешнува. И сега вака, ќе завршам брзо, кај што ги споредува двата типа на тоталитарен поредок, болшевизмот и нацизмот, и вака вика, додека нацистичката пропаганда и беше специјалност да профитира од копнежот на масите за доследност, болшевичките методи го покажа како да беа изведувани во лабораториски услови своето влијание врз човекот изолиран од масата. Ајде да скокнам за да не ве задржам, ова ми е интересно само. Во секој случај, ваквата екстремност, ова е, значи, според неа својство на двата поредока, и болшевичкиот и нацистичкиот. Во секој случај, ваквата екстремност на едно вештачки создадено лудило може да се постигне само во тоталитарен свет. Тоест, како и да е, е дел од пропагандниот апарат на тоталитарните режими во кои признанијата не се независни од казната. Признанијата се исто толку специјалност на болшевичката пропаганда, колку и чудната педантерија во легализирање на криминалот преку ретроспективна и ретроактивна легислатива на нацистичката пропаганда. Ова е многу... Ова се механизмите. И ден денес. И вика, во обата случаи целта е консеквентност. Пред да ја зграбат власта и да воспостават свет во склад со своите доктрини, тоталитарните движења представуваат еден лажен свет на консеквентност кој повеќе одговара на потребите на човечкиот ум одошто на самата реалност. Ова ми беше... Според мене ова е сршта, не знам. Ајде, Сонја. Мачно е читањето или препрочитувањето на оваа книга на Хана Аренд. Катерина ги спомна масите и врската на масите со тоталитаризмот. Би сакала да го истакнам и тоа за кое што таа зборува во книгата Извори или корени на или потекло на тоталитаризмот. Таа вели дека тоталитарните движења се подеднакво привлечни и за елитата и за масите. Понатаму продолжува со еден, сметам, многу интересен и релевантен и актуелен, би рекла, податок кој што се повторува низ историјата, а тоа е дека е застрашувачка листата на оние истакнати личности меѓу симпатизерите, сопатниците, поддржувачите и членовите запишани во партијата на кои што тоталитаризмот може да смета во
секое време. Да, тоталитарните движења се масовни организации кои што се составени од атомизирани, но и изолирани поединци кои што комплетно ги изгубиле своите врски со семејството, со пријателите, и тие прибегнуваат кон оформување на своето чувство на припадност единствено преку припаѓањето, тоест членувањето во некаква партија. Ова партија сватана во малку пошироки рамки. За мене Хана Арент е интересна заради тоа што и покрај тоа што значи како германска еврејка живеела во екот на подемот на Третиот рајх и самата го преживува и искусува ужасот и безумноста на тоталитаризмот, меѓутоа ни шиканирањето кое што го доживува по објавувањето на незината докторска дисертација, после која што добива забрана да предава на германските универзитети, ниту бегството во САД и долгогодишното нелегално, тоест илегално живење таму, ниту престојот во кампот или логорот Гурс по окупацијата на Северна Франција, во неа не го отапуваат поривот за разбирање на тоталитаризмот или на, како што таа вели, застрашувачката, неискажлива и несватлива баналност на злото. Значи, Хана Арент и покрај оваа лична траума пишува филозофија и пишува историја, не пишува мемоари или поезија. Околу актуелноста, да се вратам многу на почеток, околу актуелноста на и релевантноста на ова дело и денес. За жал, тоталитаризмот не е и не може да биде застарена тема, колку и ова песимистички звучи, бидејќи тој постојано ќе наоѓа почва каде што ќе се вкорени. Доколку сакаме да го актуализираме или контекстираме, се извинувам, ова дело денес и овде во Македонија, би сакала да кажам дека за жал сметам дека требаше малку порано да ги препознаеме овие разни изблици и појавни форми на тоталитаризмот, кои што секако ни се сервираа како демократски реформи, големи преродби, занимавање со големи, грандиозни теми и прашања кои што се специфична одлика на тоталитаризмот. Додолку повеќе сметам дека македонската варијанта на тоталитаризмот мораше да биде препознаена од страна на сите оние кои што беа вооружени со разни докторски, професорски или лидерски титули. Кремот на македонската интелигенција за жал го падна овој испит. Благодарам. Мислам дека е време да отвориме дебатава. Дали има коментари, прашања? Повелете, има микрофон, само кренете рака. Ива? Јасмина, еве овде. Да не видов уште некоја рака? Јас само сакам. Работи? Ме се слуша? Ја не знам дали тие назад ние овде слушаме. Работи добро. Сакав само да кажам, еве слушам дека нели делото се го анализира Горан во историска рамка
и Кате од нели филозофска гледна точка, меѓутоа Хана Аренд многу се запоставува психологијата во сето тоа. Психологија на масите, психологија на толпите и тоа е вонвременско и затоа се повторува. Ми се чини дека не е останала само на нацизмот, само на нели сталинизмот, туку се повторува бидејќи например Хана Аренд зборува за масите и вели дека буржуазијата дека практично тоталитарните лидери ги анимирале она граѓанство и оние маси што биле запоставени од буржуазијата, кои никој не ги анимирал, биле неедуцирани. И потребата за припадност се развива од онаа базична потреба за базичен нагон за самоодржување. Значи нагонот за самоодржување следствено на тоа има потреба за припадност. И мислам дека тука во македонски контекст тоа практично се развива на тој начин што и тука беа заборавени, како да кажам, масите. Значи, владачката партија ги анимираше баш тие што беа заборавени, неедуцирани и тука успеа пропагандата. А во однос на тие што ги од елитата што вика Сонја, што интелектуалците што не ја препознале, мислам дека и тука нагонот за самоодржување и потреба за припадност и некако што вели Горан, нели на етничка припадност, него тука во Македонија, сега јас само таква правам куса паралела со тукашните случувања, бидејќи јас кога сум ја читала апсолутно ме асоцира на сето тоа, тие методите и нели инструментите се исти. Дека е практично потреба да се припаѓа на одредена партија за вие на тој начин да си, тоа е во суштина нагонот за самоодржување. Сега нормално кај тој интелектуалец што не сака се помири со тоа, мислам го кажува тоа, меѓутоа има маса на луѓе што ја разбираат што се случува, бидејќи вие не можете да си дадете логично објаснување како тоа се што е неетичко, што нема врска со логиката, а нас ни се случува. И оди нели од лудило во лудило и тоа сега некој го аминува тука и ракоплескаат. Каде е, која е таа публика што ракоплеска? Дали навистина се сите тие толку неедуцирани? Не се, бидејќи има тука и буквално исто како во книгата на Хана Аренд што кажува дека интелектуалците ја поддржуваат практично тоа зборуваше за нацистичка Германија. Режимот го поддржуваат и интелектуалците. Тој ги анимираат масите, меѓутоа влегуваат по тоа. Молам? Да, тоа сакам да кажам дека дека психологијата е иста и вонвременска, дали се работи за не знам кој век или сега, мислам, тоа е исто, нели како во на гробница Бориса Давидовиче Кишко зборува, значи во историски рамки се повторуваат истите нели облици на така да и затоа и се повторува, мислам дека и тој ќе се повторува и ќе се развива и не мислам дека е ограничено точно дека до дехуманизација и крајните цели е потребна маса народ, меѓутоа инструментите и методите ние тука си ги гледаме секојдневно пред нас. Живееме со тоа. Таму негде отиде микрофонот назад, не видов кој бараше. Нема? Само една мала информација врзана со тоа. Една од следните книги за кои овде ќе разговараме е биографијата на Енвер Хоџа. Напишана од новинар од Албанија и мислам дека таа може да биде во многу моменти одлична илустрација на ова. Едно од прашањата што си ги поставував кога читав Хана Аренд ми беше како е забравила Албанија на Енвер Хоџа. Тој примерот, например, дава Унгарија и така натаму, меѓу двете светски војни, по Втора светска војна, советскиот. Мислам дека Албанија е најдобриот, всушност, пример, Енверова Албанија. Таа не прави анализи на други Добро, ама не бев сигурен дали се согласувате со ова дека просто повторувањето е неизбежно, некако тоа ми произлегуваше од ова што Ида го говореше, дека не може да се избегне повторувањето во историјата. Па не знам, ако ја прифатиме тезата на Хана Аренд како обсервација на еволутивен процес на човештвото, за кој што таа зборува, и тоталитаризмот како крајна укинувачка фаза негативна на таа можност за развој,
алтернативата би требало да биде позитивна, да можеме да научиме нешто од нејзи и од историјата и да се побидеме да направиме нешто друго. Таа зборува за основни принципи на политичко живење. Во монархистичките режими, вели, се базираат на чест, во републиканскиот модел на достоинство, во диктатура на страв, се базираат на страв, во тиранија се базираат на страв. Во тоталитарниот режим, тоа оди еден чекор понатаму. Гробница Бориса Давидовича мислам дека е фантастичен прилог на оваа дело, бидејќи пластично ги доловува сите тие моменти. Но Хар Аден збори за тоа дека не збориме повеќе за класи, не збориме за народи, туку зборуваме за жртви и екзекутори. Екзекуторот може да биде жртва утре, жртвата не знае дали е жртва денес или утре, или дали ќе му биде доделена улога на екзекутор. Тоа е успехот, тоа е крајната цел, тоа е крајниот двигател на тоталитаризмот. Значи, тоталитарните режими стигаат до некаде во овие фази, но во исто време имаме производство на литература, имаме Људмила Петрушевскаја, имаме Хармсови, имаме Чуда врагови во тој тоталитарен режим. Значи, се уште има простор, луѓето се уште не го изгубиле и лудилото во себе, или разумот, или потребата да се произнесат. Стравот не ги надвладеал до толку. Затоа мислам дека треба да ја читаме оптимистички, не песимистички, како предупредување и како поука за понатаму. Би се вратил на она што е аспектот на еден од механизмите на тоталитаризмот, е пропагандната машинерија, како таа работи. И Хана Аренд многу убаво вели, кога спомнав, ќе се вратам пак, кога ќе се постават целите далеку назад, со илјадници години назад. Односно, целите напред, а корените назад, со илјадници години. Бидејќи колку па повеќе зборите небулози, толку помалку толку повеќе тие небулози стануваат вистинити, бидејќи се помалку проверливи. Ние зборуваме за Харп, на наши вести има дојава на неидентификувани летачки објекти во Охридско езеро. Ние зборуваме за светски заговор, ние зборуваме за сите како не сакаат. И токму тоа, таа изолација на групата со која што владеете, тоа е препознатив пропаганден механизам. Значи, нереални цели, далеки, ние ќе го кажеме на сите дека овдека е папокот на светот, словените овдека тргнале, сите се антички македонци, ама не се свесни. Ја имавте приказката за македоноиди, монголоиди и негроиди на телевизија од великиот наш Ниче, македонската верзија на Ниче. Значи, ние стигаме до тие, ние ги допираме тие моменти на лудило и на нереалност и луѓето го голтаат тоа. Ви имате ондека музеи со најдогачко име за борба за македонска независност и жртви на комунизмот, кој што е контрадикторен по себе, бидејќи оваа држава е формирана 45-та. Од тој комунизам. Значи, антикомунизмот исто така може да послужи како замајување, како магла, за да се произведе нереално реално. Значи, не престануваат процесите на илустрација во оваа земја, не престанува произведувањето на непријатели, диференцијација и создавање на непријатели. Ги користат тие механизми, но тоа не значи дека не сме стигнали до тоталитаризам. Со Сонја до некаде се согласувам дека не до некаде се согласувам дека потврдиле, не потврдиле према овој режим, потврдиле према било кој режим. Интелектуалците во оваа земја. Ние немаме водство интелектуално и елита која академска која што не води напред. Ние сега имаме дебата, сме седнале 50-100 души и пак ќе ги сретнете истите 50-100 души и кроз 10 години, пред 15 години. Истото е, тоа е. Ако преживе. Види се, значи прашањето е во тоа што ние овдека немаме јавна сфера. Ова се мали никулци на јавна сфера. Да имавме јавна сфера, немаше да имавме вакво унаказување на јавниот простор, појди од тоа. Во Љубљана се спроведува, стално кажам како пример, референдум беше спроведен 90-ти години за таа една мала скулптуричка бронзена, дали да ја конзервираат или да ја тренат на страна, стават копија од незе, за да не се оштетува од забот на времето. Има референдум за статуа од 30 сантима. Ние имаме тони бетон, бронза и мермер, ние немаме дебата околу тоа. Мислам, имаме дебата од после, од кој ни се случи.
Откој се збунивме сите, затоа што немаме јавна сфера. Значи не се интелектуалците што потврлиле само, сите потврлиле. Да, меѓутоа не смееме да застанеме тука. А тоа е друго, тоа е друго, тоа е друго. Смеам? Значи, баш тоа, не сметам дека не смееме да застанеме сега овде или да кренеме раце, кажеме не успеавме, потврливме, паднавме на испитот. Значи, тоталитаризмот мутира, независно од динамичните процеси во кои што цели општества успеваат да се променат. Меѓутоа, тој директно и се спротиставува на вистината. И баш заради тоа сметам дека наша задача е да ја рушиме лажната стварност која што тој ја создава. Дали сега некој од вас сака да каже нешто или да праша пред да одиме потаму? Аха. Добар ден на сите. Да се представам мајор Горан Софејски од Министерството за одбрана. Ве слушам, ги голтам овие работи што ги зборувате, но стално ми останува нешто нејасно, веројатно заради определбата пешадинец, па треба да има некоја цел. Кој е референтниот објект на тоталитаризмот ме интересира? Значи, во смисла, што штити? Лидерот, идејата, идеологијата. Второ, кој е носечкиот актер? Повторно во иста смисла. Човекот, првиот, единствениот, има цел одредена, затоа што многу слушав расплинато маси, групи, единки, ова, она. Има ли име и презиме? Не сум ја читал книгата, затоа ова ме интересира, може би ги има одговорите таму. Трето, кои се тие, вие ги нарековте, некои си луѓе, интелектуалци, поддржувачи, теоријата на Вивер кажува дека се тоа функционирачки актери и дека целата една театарска представа која се поставува за да може да владее таков режим, има потреба од публика. Е сега публиката која е, како публиката да се превоспита, како публиката да побара некој друг начин или ме интересира, пред 2 дена зборувавме за револуцијата, да се направи некаква спојка со ова денес, што го зборуваме за тоталитаризмот. Благодарам. Алберт Хани од Форум ЗФД, цивилен мировен сервис. Да. По-близко. Да, добро е сега. Не би сакал да ја релативизирам дебатата, но мислам дека има прилично многу примери во светот каде што тоталитаризмот не само што се промовира, туку и се имплементира. Ние, за жал, учиме од такви лоши примери. Секојдневно приметувам не само раст на национализмот на водечката елита во регионот, туку и на светски рамки, почнувајќи од Путин, па дури во регионот Турција имаме примери. Овде во нашата држава, Србија, Албанија, истото се случува, значи се ми се чини одиме во насока сите одиме во насока на тоталитаризмот од тие лоши примери што ги добиваме од страна. Затоа некако не сум обесхрабрен да кажам дека можда од тука може да почне цела една револуција, без да се има предвид дека ние практично немаме некоја опција. Мешавина помеѓу демократија и капитализам, каде што целото богатство се фокусира на мала група на елита, и тие си играат со нас, дали со страв, дали со секакви механизми ќе си користат, а ние сакаме нешто да направиме, а немаме ни конкретна опција која што ќе значи нов можда светски поредок кој што ќе оди против и таа навидум демократија и против тој капитализам. Без конкретно да знаеме што џабе ние и да се буниме и дебати полно да имаме вакви. Тие пак ќе го искористат тоа што можат. Вчера можеше Александар Велики да оди да освојува земји со оружје, со сила. Денеска е многу едноставно. Само мобилниот ќе ти го земе и има архива цела од тоа што си зборел со сите и
повеќе од тоа закани каде, ќе зачутиме секогаш. Можда Кој За жал морам да се согласам со претходните говорници, господата. Но ниту Хана Аренд не ги дава упатствата и одговорите. Значи најдиректни, најексплицитни. Околу она што Алберт го спомна за тоа дека тоталитарните движења или тоталитаризмот го препознаваме и во разните демократии, тоа од секогаш било така, заради тоа што тоталитарните радикални или популистички движења, ако сакате, од секогаш кокетирале со демократијата. Јас мислам дека препознам некои одговори во книгата на Ханер, ќе ја прочитате. И пак ќе подсетам тука, значи едната таа во крајниот дел таа објаснува дека целата идеологија се базира на една премиса. Во случајот на нацистите премисата е природа на нештата. По природа на нештата расата, не германската нација, расата бела, ариевската раса, е таа која што треба да оствари својата историска цел. И таа во меѓувреме по тој пат додека да ја постигне таа чистина мора да ги елиминира сите оние прљави елементи. Цели народи, делови од народот сакат и со деформации како год било со друга боја на очи, значи таму кажува дека СС Химлер ги бидал своите припадници само по фотографии. Не го интересирало никаква биографија или CV. Фотографиите, ако е со плави очи и плава коса, тој е член на СС. Значи, тоа е водечкиот принцип. Таа вели за сталинизмот дека водечкиот принцип му е историјата. Значи, историската улога да се стигне до бескласно праведно општество. И заради тоа, таа како таква, мора да ги исчисти сите оние елементи кои што се можна пречка. Така да има некакви определби кои што се, значи она вели, тука доаѓаме до проста дедукција на основа на една премиса и тоа е тоа што ја води идеологијата понатаму. И идеологијата само се базира на логика на идејата и ништо повеќе. Значи буквално суво сватена логика на идејата. И токму заради тоа е тоа бескрајно атомизирање и чистење. За да го постигнеш чистењето до тој степен, мораш постојано да произведуваш нови непријатели. И никој да не знае каде и што е. Хитлер околу себе исчистил све што може. За Сталин знаеме уште повеќе. Значи, првите што иделе биле тие околу него. Од Троцки па натаму, кога почнува со тој метод на работа. Значи, но сега тука сакам да кажам еден друг момент кога збориме за можноста за повторување или за стравот или за лекциите од одека што може да ги научиме, мислам дека една од најголемите грешки е поистоветувањето на овие два истребувачки режима. На нацизмот и на комунизмот, на сталинистичкиот модел. Затоа што мислам дека нацизмот, не викам дека е нова идеја, токму она и почнува со таа цела приказка за антисемитизмот, како подлога на потеклото на тоталитаризмот, токму затоа збори за империализмот како подлога за раѓањето и растењето на буржоаската класа и така натаму, за да дојдеме до овој дел на книгата што кај нас е преведена. Тоа се процеси кои што се движат, но артикулирањето некакво вообличување во национал-социјалистичка идеологија, која што таа фино вели е семантички трик кој што го одзема просторот на сите политички непријатели и опоненти. Која национал-социјалистичка, крај на приказката, зашто си ти ако не си за својата нација, зашто си ти ако не си за социјализам, за добро на сите работници, крај на приказката тие го завзимаат, вакуум создаваат околу себе и тогаш после тоа трга нивното газење кон создавање на тоа тоталитарно општество. И затоа велам, опасноста и потенцијалот е таму, да не мислиме дека секаде е тоа исто и на ист начин можен.
и да не мешаме, како што она не сака да меша, диктатура со тоталитарен режим или тиранија со тоталитарен режим. Каде гледам дека е разлика помеѓу некој што кој што узурпирал идејата, како Сталин, за разлика од Хитлер и неговата клика, кои што ја создаваат идејата во. И тие се далеко многу похаотични и полуди, бидејќи на крајот на краиштата тие сакаат да го укинат и нацизмот, тие се противници на националната идеја, зад која што првично застануваат и се качуваат на тој талас, за да воспостават расниот поредок. Значи, марксизмот, она кога наведува примери од Маркс и од Енгелс како основа за тоталитарно владење, мислам дека тука не можеме да ги мериме со ист аршин двете работи. Значи, Сталин да, Пол Пот да, секако, или не знам кој друг диктатор да, секако е за обвинување за узурпирање на идејата. Денеска има во Европскиот парламент некоја комисија деновиве која што сака да ги стави вон закони едното и другото, и неонацистичките партии и неокомунистичките партии. Мислам дека таа замка во која што и она упаднала тогаш како под историско влијание, мислам дека треба да се бидеме внимателни. Мислам дека не паѓа во таа замка. Ако се сеќаваш, има дел кај што прави дистинкција меѓу Ленин и Сталин и вика во сите своји јавни настапи Ленин ги правеше, ја правеше секоја можна грешка која што не би ја направил диктатор. Значи, вика, не само намерно, едноставно не е диктаторски или тоталитарен ментален склоп. Вика, јавно се колебаше, јавно ги испитуваше своите идеи, јавно ретерираше од ставови. Значи, тоа е спротивно на тоталитарниот ум. И во еден момент она се обидува да прави рехабилитација на определен период од комунизмот, кај што вика како функционира тоталитаризмот. Со создавањето на таква на илузија до таков степен, што вика, успевате да заборавите само неколку години подоцна дека генерал на Црвената армија бил некој човек наречен Троцки. Вика, успеваат да ве натераат да го заборавите. Значи, не мислам дека она во ист кош го става периодот на Ленин и периодот на Сталин. Од баш еве цитирајќи го ова парченце, мислам дека да, ама на едно место кажува дека сите механизми, сите концлогори, сите чистки, сите механизми се веќе Сталин ништо не измисли. Добро, и тој само ги продолжува да, и Жижак го века истото дека мисли дека Лениновиот режим нужно ќе водел кон Сталиновиот. Иако не знам, сето тоа може да се дебатира, туку апропо тоталитаризмот и сите дистинкции, еве и овие правења разлики меѓу болшевизмот и нацизмот, според мене тоталитаризмот кај неа не е статична категорија, затворена во определен период и простор, туку е динамична категорија, е тенденција. И таа тенденција е несопирлива, заради тоа, иако во еден момент вика нацизмот се уште не е тоталитаризам, тој има такви претензии, затоа и го анализира после компаративно со болшевизмот. Значи, суштината е во тенденцијата, значи, тоталитаризмот е вектор. И тука си во право. Значи, тоталитаризмот ќе се случи кога ќе биде тотален, колку што е можно на планетава да се биде тотален. Во таа смисла и на вакво би одговорила и на прашањето Владо што го постави, значи не мислам дека сме осудени на повторување, туку мислам дека се уште се наоѓаме како заробеници на таа тенденција и точно сега таа тенденција се глобализира, како и Алберт Преска што забележа, да не ги забораваме УКИП во Британија со какво мнозинство водат таму, да не ја забораваме партијата на Лепен Джуниор во Франција и така натаму. Значи, се тотализира, се глобализира и тука е Хана Аренд во право. И не, значи имаме епизоди на демократичност, но тоталитарниот импулс е несопирлив. И според мене тој е историски условен или структурално условен. Например, во феудализмот или во робовладетелството вие немате тоталитаризам, имате други форми на угнетување, но не тоталитаризам. Мислам дека тоа е директно врзан со модернитетот, условите на модернитетот како
вакво структурни услови на едно општество и капитализмот. Добро. Дали сега, не го спомнав јас тој збор, иако имав намера да го спомнам и да се обидеме да ги ставиме во врска, Сонја го спомна, популизмот. Имаме нешто да кажеме за релацијата, односно роднинските врски меѓу тоталитаризмот и популизмот? Еве го, Сашо, изда. Ви благодарам. Практично суштинското прашање на кое ја немам одговор, меѓутоа ми лебди како дилема е, мислам дека и Хана Аренд тоа го на известен начин проблематизира, не можеме да го затвориме денеска и овде, но сепак, дали е тоталитаризмот процес или е проект? Бидејќи ова што го говореше Колозова дека е тоа резултат на историја, видите, германската идеја во европската историја е една од најхаотичните идеи. И тоа што се случува во 20. век со врвот на тоталитаризмот е резултат на многу историја. Тоа е многу комплексна идеја. Германците дури во 19. век успеваат некако да се обединат и тоа со многу погрешни историски играчи, со многу погрешни идеи, со реактивно отколку активно заради Франција, заради Русија и така натаму, и сега не би оделе у тој историски час и така натаму. Руската историја е исто така многу специфична. Значи, сакам да ви кажам, историите, специфичноста на историите произведуваат овој тип на. Затоа мене ми се чини, никога не сум се бавил со тоа, за да можем да го докажем, дека тоталитаризмот лежи во атавистичката природа на човекот. И затоа е повеќе процес отколку проект. Зашто ако е проект, тогаш е битно кој е Хитлер. А ако е процес, секако ќе се нашол некој Хитлер. И тоа е, кога би се вратиле сега на домашнава сцена, ние таа дебата треба да ја водиме. Затоа што видите, не сакам да навредувам никого одсутен, меѓутоа ќе се согласиме дека нашиве лидери денешни популистички не се ништо екстраординарни по своите способности. Дури за некој би бил спремен да тврдам дека се подпросечни. Но, ако е во прашање македонската реалност како процес, тогаш и подпросечни лидери ви се доволни да ви го прават ова што го прават. Затоа, целата таа елаборација на Хана Аренд, и не само неизина, е у суштина една борба да се, затоа што она е несомнено, како да кажем, во своите филозофски и така натаму категоријални апаратури, сето тоа може да се маркира, да се класифицира, да се структурира. Но ако не се свати дека е процес и дека тоа лежи у природата на луѓето, сакаат да убиваат и сакаат да бидат дел од маса која ќе убива. И тоа е ова што вика Козова, се тука фали многу психологија, зашто е тоа така. Иначе 120 години се изучува социологијата на масата. Мислам, таа наука е 120 години стара. И конечно да завршам со тоа, мали големи држави може, не може. Мислам дека и Хана Аренд тоа на повеќе места го елаборира. Видите, во мали држави не успева заканата да биде толку абстрактна за да тоталитаризмот може во перфектна димензија да успее. Зашто заканата секогаш мора да има една абстрактност во себе. Мора да постои некаков Сибир, у кој ти не си бил, а не бил ни брат ти, ама знаеш дека постои. А во мала држава брат ти бил таму затворен и више не е абстрактна заканата, туку е директна. И затоа искуствата на малите нации, каде што заканите се многу подиректни, не се исти како искуствата на големи нации во број и во територија, каде што заканите секогаш имаат одредено ниво на абстракција, што потоа се навраќа на наративот. Бидејќи суштината и кај популизмот владе, и кај е конзистентноста на наративот. Наративот може да биде конзистентен само доколку е абстрактен до одредено ниво. Бидејќи ниеден наратив кој што се случува во конкретна мала заедница не може да има абстракција. На крај, секогаш тој на некој начин нас не повреди. Доколку е абстрактен, дали е он историски, дали е политички, дали е филозофски, како сакате, он може да биде, да ти кажеш, види, не сум сигурен, ама види, ова звучи привлечно. Ако тебе ти се случило, ти веќе имаш конкретно искуство и друг ќе гледаш на наративот. Се извинувам за оваа интервенција, ама... Одиме. Имаме уште еден од публика. Повелете. Драголюб Марковски. Јас имам само едно прашање. Дали е можен тоталитаризам во општество со исклучително висок стандард, со висока социјална сигурност на населението?
имам предвид, например, нордиски земји, Шведска и така. Дали е можен тамо? Што треба да се случи, бидејќи мислам дека тоталитаризмот подразбира дистрибуција на нештата, на материјалните добри. Само толку. Имаме некој што би сакал да одговори на ова прашање? Јас може да ви кажам едно лично искуство од Норвешка, од тродневен престој во академска средина, каде што со колегата од Германија 2 дена се чешавме после тоа како овие луѓе одат напред. Мора да имаат начин да разберат дека всушност твојот колега не се согласува со тебе. Бидејќи таму не постои збор извинете, ама. Но јас мислам, не дај Боже, колега, грешите. Зошто го кажам ова? Значи, ние се прашувавме како они си кажуваат еден на друг дека грешат, дека треба да се коригираш во тоа што го кажуваш. Бидејќи не слушнавме, 3 дена бевме на по цел ден дебати, никој никому не му кажа зборче за белешка, дава коментар, но тој коментар не е директен. Значи, тоа беше фасцинантно каква е таа култура на комуницирање. Што не натера да што ме тера на размислување на што се базира, значи не е само стандардно прашање, на што се базира таа заедница. Значи прашањето Хана Аренд, кој што го отвара, е можноста или неможноста да имате заедница. Сега искачам од рамки на тоа што она го збори, се бавам со интерпретација. Хана Аренд вели, јас мислам, не, заедницата не е можна, никаква заедница не е пожелна. Единствено нешто што постои е движењето. Оттаму и она што го кажа Сашо, дали си конкретна или абстрактна жртва, дали е конкретен или абстрактен, не важи. Таму може да си жртва, може да си екзекутор. Ништо не важи, ти не постоиш. Не постои заедница. Се е во служба на историската мисија, се е во служба на процесот кој што мора да се случи, неизбежен, неминовен. Мора да верувате во тоа. Во општества како што се скандинавските, мислам дека приматот на почита на индивидуата и на незините права да биде различна, се ставени на врвен пиедестал и оттаму, не знам дали е социјална приказката или психолошка или е друштвена или економска, мислам дека е невозможно во такво едно општество да се радат тоталитарни идеи. Национализам да, никој не вика дека не може да се јави национализам и дека емигрантите се криви за се и таму веројатно и таму се криви и дека тие не се дел од норвешката природа која што е во склад со природните буквално енвиронментални околија. На тоа им се базира национализмот, бидејќи немаат на што друго да го фундираат. И тоа стои, но тоа е сепак на едно ниво цивилизацијско кој што е вон рамките на можноста за вакво нешто. Така да Ја би одговорила на истото. Јас мислам дека тоталитаризам е можен и во услови на социјална обезбеденост, безбедност некаква. Конечно и болшевизмот и нацизмот и ја купува така ја купува лојалноста на масите. Значи известна доза на социјална безбедност добивате, сигурност, да. Кој купончиња? Купончиња за храна и за компир со Волвото не се знае дали ќе го имаш или не во класичен капитализам или во либерализам. Не е јасно дали ќе имаш Волво или ќе се возиш со метро. Вакво и исто така не се знае дали ќе имаш социјална здравствена заштита или не. Поентата ми беше дека секој тоталитарен систем обезбедува еден вид на системска заштита, некаков минимум безбедност, кров над глава, како во Југославија, така, кров над глава, бесплатно лекување, бесплатно образование, сега дали е нивото Куба или Скандинавија или Данска не е битно, дали е Волво или е Југо, важно секој има Југо. Зошто Југославија? Како тоталитарен режим ја предпоставуваш? Мисламе дека имаше форми на тоталитаризам. Имало периоди, да. се согласуваме тука, ама Поентата ми е само тоа, дека значи се купува во известна мера чувство на социјална известност за да имате тоталитаризам. А општа благосостојба сите кои што возат Волво, не сум чула за таква земја.
Добро, ама некако популизмот го запоставивме. Мене ме интересира ова, дали тоа што се подразбира под, да речеме, доследен, консеквентен наратив, кој често е нешто што е еднакво на мит. Дали во таа категорија на доследен наратив кој е употреблив за градење тоталитаризам припаѓа и приказната за античкото потекло на македонците кои живеат во Република Македонија. Оти тој, Сашо, ако ја го сватив Сашо смета дека тоа не е можно да биде таков наратив основа за создавање. А ја мислам дека реалноста ни кажува дека да. Јас Сашо го сватив дека е полесно скршлив секој обид за тоталитаризам во мали општества, затоа што си повеќе во допир до реалното, кој што ќе ти го распрска тоа гледало на привид на тоталитаризам. Така те разбрав, да. Може и 5 години не ви се чини долго, а може и 50 години да не ви се чини долго. Една од заедничките именители на тоталитаризмот и популизмот, онака како што јас ги разбирам, е токму тоа што и популизмот генерира еден шум кој што се заканува да го доведе до тотална неспособност секој обид за критичко промислување на стварноста. И популизмот креира митови. Континуирано креира митови и се занимава исклучиво или во најголем дел со големи теми. Големи прашања од типот на ова, ако сакате, антички. Да, јас се согласувам и дека тој наратив за потеклото и за практично аревски мит за потекло, дека дел од тој наратив тоталитаризирачки и по своите карактеристики кога ќе го видиме, значи системот во кој што моментално живееме и наративот според кои законитости функционира, има елементи на нацистички и делно на болшевички, но повеќе на нацистички според мене. Од тука и наративите за големото потекло, за антика. Антика е централна тема кај секој класичен нацист. Ако смеам, ништо не ни дава за право, туку напротив. Значи, треба да бидеме стимулирани популизмот да не го третираме наивно. Значи, тој не е бенигна појава. Популизмот многу често еволуира кон се поавторитарен и по-деспотски начин на артикулирање на политичко-идеолошките идеи. Може ли, Владе? Може тука? Да, Се слушали ова или? Да. Героте, слушаме. Океј, јас сам да предложам ако може една идеја за еден аргумент кој може би ќе помогне да се расчисти оваа мала дилема, да не речем полемика околу тоа дали е тоталитаризам или диктатура, дали е можно се тоа во големи општества, а во мали како што е можно во големите. Помислив последен пат кога ја слушам Колозова кога спомна дека мора да размислуваме на аспектот на модернизмот. Имено, претпоставам дека пред 50-60 години, кога е ова книга напишана, кога Хана Аренд зборува за феномени како, не знам, атомизирање на масата, масовност, креирање илузии, пропаганда и така натаму, претпоставам дека морала, не било возможно, инаку би била science fiction, нели, определена, морала да размислува за агрегатите на своето време, нели? А светот пред 5-60 години не бил така тотален, се извинувам, или глобален,
колку што е денеска. И моето чувство е дека денеска и 2 милиони луѓе во една мала земја каква што е Македонија може да создаде еден огромен привид на големина како што се создава Македонија, нели? Да се занимаваат со големи идеи и тие реално да изгледаат големи. И реално да изгледаат страшни. И тие реално да произведат феномени за какви што зборува. Така што само тука нема согласен со дека тоа не е можно, бидејќи не можеме да постигнеме нивото на абстракцијата. Апсолутно можеме да го постигнеме нивото на абстракцијата денеска, бидејќи светот е поинаков. Моќта на технологијата поинака. Можеме да постигнеме тоа ниво како што можеме да направиме чудо со дрон што кошта 600 евра, нели? Технологијата тоа го возможува. Овој скуп овдека, овие луѓе во вистински момент, вистински фанатизирани со вистинска технологија која постои денеска може стварно направи чуда. Така што мислам дека кога би се размислувало, можеби тој аргумент што ќе помогне да окончате таа полемика на еден малку бинен начин. Да, овде напред, Цеци. Сега би парафразирал, бидејќи беа представени диктатурата и тоталитаризмот како две множества, нели, кои што се пресекуваат некаде и наоѓаат заеднички елементи и како такви едното на другото може да се бидат причина или консеквенца. И се согласувам со таквото разграничување дека се две нешта, два система политички кои што имаат заеднички елементи, аспекти, но сепак не се идентични. Дали не е, можеби се обидам да го слушнам и вашето мислење, дали можеби не е пророчкиот момент, тој кој што го диференцира тоталитаризмот од диктатурата како систем, односно бидејќи беше воведен тука еден интересен термин геометриски вектор, дали можеби тоталитаризмот не е еден вектор, а диктатурата е една отсечка која што се стреми да остане таква како што е, затворена во себе. И бидејќи ова е процес, му е потребен некое пророштво за да продолжи да се движи. Во таа смисла, од една страна, тоталитаристичкиот дискурс зарем не е тој секогаш, или зарем по дефиниција тој не е религиски некако обоен, додека диктатурата може да биде и совршено секуларна. Што мислите за ова? Па ова звучат како реторички прашања. Се согласувам со реторичките прашања, да. Мислам баш тоа. Ако велите диктатурата сватена како отсечка, а тоталитаризмот како вектор, дали тоа значи дека ако ја разбереме диктатурата како отсечка, тоа значи дека таа не еволуира или дека не може да се експандира или да се случи некоја градација и таа самата да стане тоталитарна и да ги користи сите овие методи за кои што Хана Аренд. Па тоа ве прашувам вас. Дали не е она што е диференција специфика на тоталитаризмот, желбата за експанзија, бидејќи ова е систем сосем совршено затворен и затоа и го мачи субјектот, ама не го уништува до крај, за да може да постои. Зборувате за диктатурата. Хана Аренд тоа го кажува, значи, кога е направена некаква паралела на јавен говор со фашистичка Италија, целото германско нацистичко водство добива оспици, мислам, у секунда, затоа што немаат намера да владеат со една држава и да бидат диктатори у една држава. Нивната цел е за владување со светот. Значи, тие немаат намера да бидат диктатура. Да, мислам дека ова прашање всушност не доведе до нешто што мислев дека може да биде крај на оваа дебата. Тоа беше прашањето на верата и црквите, значи и организираната религија и тоталитаризмот. Има тука некои чудни парадокси. Во случајот на Хитлер, тој сака да ја обнови старогерманската, древногерманската, вера, па нивниот пантеон на боговите,
од друга страна има добра соработка со папата, а негде насреде се овие протестантите. Мислам дека тука има известни парадокси кои мене ме подсетуваат на наша варијанта. Имате, нели, православната црква, никаков проблем не поставува околу тоа дека еден паганин, Александар, неверник според христијанството, практично станува врховен бог. Ние ќе доеме до тоа еден ден некој од овие да ни го представи Александар како Исус и обратно. Така што мислам дека тука се крие точно тоа умењето да се манипулира со ирационалното. Ако така можам да го наречем. Умење да се манипулира со ирационалното е добро, на фино апстрактно ниво склучено да биде инклузивно за тоа што се случува. Пред да одговорам за прашањето за верската поврзаноста меѓу црквата и државата, да не заборавиме Хана Аренд, значи тука се тие некои сличности што може да се видат. Хана Аренд збори дека во тоталитарниот режим се брише разликата меѓу државата и партијата. Значи она што ние го збориме како партизација, како процес на партизација, менување на административното тело, менување на позиционирање, доаѓање до работа само преку партиска книшка и преку партиски врски. Значи тоа целосно партизирање на општеството, тоа е дефинитивно сигнал за таков обид. Но она што вели тогаш она? Државата и партијата се преплетуваат и се губи дистинкцијата помеѓу нив, затоа што ниту партијата, ниту државата се она до кое што треба да стигнеме. Значи пак ја прави таа дистинкција, затоа што нас ни е целта да го завладееме светот, не оваа држава не ни е таа битна. Но исто и по однос на религиозното прашање. Значи Хитлер и нацистичките лидери немаат никаков сомнеш дека треба да ги истребат и јапанците еден ден, кои што се нивни сојузници. Во Италија не гледале ариевски материјал. Значи во Украина исто така. Значи тие целото тоа го гледале како потрошен материјал, како процес на чистење, но прво морале да завладеат. Она што е, значи да не одиме, да не застануваме само на неизе, она што е интересно за нас е да се види дека тие механизми функционираат и дека се применуваат. Популизмот, да се вратиме на тоа ти што го спомнуваше, е интересен не само кај нас, затоа што се гледаме дека е процес некако сепак е источно некако ориентирано да има и западна трансверзала северна, се базира на виктимизација пред се. Значи ние сме жртви, ова мора да престане и сега секој се наоѓа разни жртви. Турците им се жртви на христијанската доминација, Путин знаеме со кого се расправа, УКИП со кого се расправа во Англија, Лепен во Франција и така натаму. Значи, постојаното барање жртви надвор и внатре, односно малтретатори надвор и внатре, и ветувањето дека ќе ги изчистите тие закани, се драйвот на тие националистички движења. Ние овде ќе имаме, значи јас пак би сакала да го дефинирам попрецизно нашето секојдневие. Ние имаме етнократски поредок. Во Израел има етнократија. Исто така, значи од израелски колега го презимам овој израз. Во етнократија ништо друго не е важно, сем етницитетот. Тогаш се друго станува второстепено и неважно и небитно. Во етнократија вие ги имате можноста, проодноста на сите митови што го подхрануваат етничкото чувство. Чувството на етничка припадност и окрупнувањето околу етничката заедница вас ве мобилизира и ве прави лојален припадник на тој режим. Значи режим. Не збориме за тоталитарен режим, збориме за режим. Некаков си вид на наметнато, не баш правично и правдолюбиво уредување. Она што е најбитно да го запамтиме од Хана Аренд што ни го кажува, е дека не смееме да си дозволиме кај себе да изгубиме желбата за опстојување како единка, како индивидуа, со полно право за размислување и мислење, дека не сме да надвладее стравот,
дека не смееме да бидеме спуштени на тоа ниво атомизирани, бидејќи тогаш ќе ни се случи тоа што се случува. Сите современи теории на моќта зборуваат само за едно. Моќта, за тоа зборува и Хана Аренд, произлегува од масите, од мноштвото. Без масовна поддршка, ниеден режим не може да биде на власт. Во нашава земја, нажалост, со успешните механизми на манипулирање со ирационалното, е дојдено до состојба да ние ги имаме овие владеачки структури кои што владеат со масовна поддршка. И за тоа треба да сме свесни. Лекциите и поуките од ова дело не се толку за да се плашиме од стравот од тоталитарен поредок, бидејќи македонците нема да завладеат со светот, нити со Бугарија, нити со Грција, нити со Албанија, нити со Србија, за почеток, па да се шират понатаму, нити пак ќе се преобратат тие во вистински македонци, но опасноста е во тоа да не заборавиме дека не смееме да престанеме да мислиме со своја глава и дека не постои идеологија. Мислам дека животот на Хана Аренд, ако веќе доаѓаме до крајните реченици, тоа сакам да го кажам, дека животот на Хана Аренд е пример за надминување на она што ти го наметнуваат од надвор. Таа е еврејка влюбена во Хајдегер како филозоф кој што се приклонува на нацизмот и му останува верно до крајот. Еврејка која што го критикува еврејството од иста основа во судењето на Ајхман во Ерусалим. Повторно го кажува истото, без поддршката и соработката на еврејската заедница, Холокаустот не ќе бил така успешен во таа Америка. Таа се искача од состојните граници и се дозволува да биде слободно мислечко битие. И мислам дека тоа е пуката од незиното дело и од незиниот живот. Дали некој друг сака за финале? Може? Да. Ми даде Горан, благодарам. Ме врати тоест на почетокот на моето излагање, кога спомнав дека Хана Аренд треба да ни биде пример или некаква водилка, токму заради тоа, заради незиниот личен пример, заради искусувањето на траорот и теророт на тоталитаризмот и на конкретно на нацизмот. Значи таа, како што рече и Горан, успева да се издигне над сето тоа и да се врати на она која што е нејзина иницијална преокупација. Има едно интервју во кое што Хана Аренд вели дека таа е најмногу заинтересирана за разбирањето на стварите. И ако малку повеќе се задлабочите во ликот и делото на Аренд, ќе го согледате тоа. Значи, таа вели дека постојат некои луѓе кои што сакаат нешто да направат, но дека таа би можела да живе и да не направи ништо. Но дека не би можела да живе доколку барем не се обиде да разбере што се случува. И разбрала, успеала. Кате? Па на ова прашање околу религијата, да, тоталитаризмот има елементи, не елементи, а следи логиката религиозна, но интересно е дека може да стане поголема религија од самата религија. Тоа го забележува и Аренд во книгата на неколку места. Мислам дека одговорот на тоа како е можно вакво нешто лежи кај некој што би бил идеолошки непријател на Хана Аренд, а тоа е Карл Шмидт и политичката теологија, кој што го доразвива и чии тези ги доразвива еврејски мислител современ кој беше тука пред летово, пред 2-3 месеци, Гила Неџар, а тезата е следнава, дека секуларните поредоци од просветителството наваму се само извртена ракавица на христијанството и неговата логика. И самата логика на политичкиот поредок е христијанизирана во својата суштина, само превртена наопаку. И тоа што Анеџар го правија, го почна, значи интересен сојуз меѓу десничари и левичара, го почна Карл Шмидт, е до разработување, значи до разработување на оваа анализа како тоа всушност оперира. Но добро, тоа е голема тема, можеби за некоја друга дискусија. Ви благодарам. Јас само 3 реченици. Бидејќи Алберт го спомна новиот светски поредок.
Пред 2-3 недели прочитав една статија, подолга статија во New York Review of Books, напишана од Майкл Игнатиев. Насловот беше новото светско безредие. И ми остана вака во сеќавање еден краток пасус, вели по падот на Берлинскиот зид се покажа дека капитализмот е промискуитетен. Наместо да води љубов со слободата, оди в постела со автократијата. И мислам дека тоа одлична, кратка вака диагноза за тоа докаде е стигната работата и дека веројатно се потребни и нови одговори. Ова што Кате го ќе завршам со прашање каде. Карл Шмит објавена на македонски? Да, во истата едиција. Да, и тоа е исто многу одамна, така? Па почеток на 90-ти, да, политичка теологија. Значи, сепак книгите ни се потребни и на книгите мора се враќаме, затоа што ако тоа не се случува, тогаш несомнено полесно стануваме жртви на манипулација и на оние кои умеат да манипулираат со ирационалното. Да. Ви благодарам, се гледаме наскоро.